Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Браво, дечиња, ми ја исполнивте душава. И од мене имате едно големо браво за најубавиот и многу моќен почеток на најновото издание на вашата омилена контактно училишна програма Звон. Ние, вам, драги мои, ви испраќаме поздрав од студиото на Македонската телевизија, заедно со нашите денешни гости, кои ова утро дојдоа од основното општинско училиште Вук Караџик од Куманово. Јас морам да признам дека е прекрасно да се биде во друштво на вакви талентирани ученици.
И вообичаено е на почеток на емисијата да ве поканам во следните 45 минути да останете заедно со нас, но денеска, верувајте ми дека навистина има што да видиме. Учениците од основното училиште Вук Караџик ќе танцуваат, ќе пеат, ќе кажуваат стихови за Македонија, но исто така ќе ги покажат и нивните таленти. Ќе уживаме во пораки за пријателството и за безгрижно детство. Верувајте ми дека ќе се покажат во најдобро светло и ќе блеснат во полн сјај. И се она што го подготвија ќе биде мелем за сите наши сетила. Но кои се, од каде ни доаѓаат и како е да се биде ученик во ова училиште, ќе ни открие Леонтина. Леонтина повели и дојди на подиумот. Ајде да те чуеме. Основното училиште Вук Караџиќ во Куманово е формирано во далечната 1945 година, првенствено како српска народна школа, каде наставата се одвивала на српски јазик, а подоцна и на македонски се до 2008 година. Но јазикот продолжува да се негува преку разни наставни активности. Зградата во која што денес е сместено училиште е изградена во 1974 година. Ова учебна 2022-2023 година основното училиште Вук Караџиќ во Куманово со освечена приредба одбележа 77 години од неговото постоење. Покрај наставници во оделенската и предметна настава кои работат со учениците, тука е и стручната служба која се состои од педагог, психолог и библиотекар кои што исто така активно учествуваат во сите активности во училиштето. Освен редовна настава, во училиштето се реализираат голем број на проекти, манифестации, работилници, предавања во наставни и слободни ученички активности, спортски, музички и танцови активности и фолклорна секција и други. Квалификуваните и мотивирани наставници се посветени на секој ученик индивидуално и се работи во прекрасна и хармонична атмосфера. Нашите ученици имаат надпреварувачки дух и секоја година забележуваат високи резултати на општинските, регионалните и државните надпревари по сите предмети. Училиштето учествува во проекти на МОН и УСАИД, а во моментот во училиштето продолжи со реализација на уште еден МИО проект. Основно училиште во Караџиќ има за цел да стане дел од меѓународната мрежа на екоучилишта кои работат на охрабрување на активностите на полето на животната средина. Нашето училиште е активно на социјалните мрежи и има Facebook страна на која редовно ги објавуваме нашите активности, како и своја веб страна и свој училиштен вестник Вуков цвет, кој традиционално излегува секоја година во печатена или електронска форма. Ти благодарам многу, Леонтина, што ни откри како е да се биде дел од вашето училиште. Ти пополека можеш да се вратиш на своето место, а ние денеска на наше големо задоволство ќе имаме можност и да поразговараме со директорот на ова основно училиште, па затоа и велиме добре дојде за Ивица Ѓоргиевски. Добре ни дојдовте, директоре. Добро ве најдоме. Кажете ми какво е чувството да се биде тука кај нас, дали ви е убаво? Прво прекрасно чувство да сме овдека, благодариме на телевизија, македонска телевизија што не покани да го покажеме она што имаат овие ученици да го покажат, а имаат многу да покажат ова што е ќе покажат мал дел прекрасни ученици. Јас само сум логистика и се надевам дека во иднина овие ученици ќе бидат и нината на Македонија. Ви благодарам многу, директор, и јас верувам и ви посакувам да имате уште многу успешно реализирани ученици кои што ќе излезат од вашето училиште. А вие, драги мои, сигурна сум дека досега некаде или некогаш сте ја чули или пак прочитале она народната. Пријателството е најретката птица која што лета по земјава. Епа денеска вие ќе бидете сведоци на токму такво пријателство, но и сведоци на уште неколку народни поговорки кои одиме да ги чуеме во продолжение. Душата ја дава, пари не дава. Да го облекуваш, а да не го раниш. Да знаеш, не е марифет. Марифет е да умееш. Кој знае книга, има 4 очи. Да извираше, па ќе завршеше. Душа е помила од богатство. Дај ми ги очите да те видам. Која зима е без студ? Да ти ги дадам очиве да ме видиш. Ефтиното месо и кучињата не го јадат. Дај му Боже ум, да стане кум. Y'all ready for this? Сигурна
Убедена сум дека нема човек кој потекнува од нашиот крај, а на кој не му затреперува срцето кога ќе ја чуе антологиската песна на Константин Миладинов "Тъга за југ". Епа, драги мои, на наше големо задоволство денеска на подиумот ќе имаме можност да ја чуеме интерпретацијата на оваа песна, благодарение на осмоделенците од Основното училиште Вук Караджич. Уживањето е наше, а вие, другари, повелете. Орелски крилја как да си метнех и в наши страни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Да видам дали сонце и тамо мрачно угревјат како и вамо. Ако како овде сонцето ме стретит, ако пак мрачно сонцето светит, на път далечни ја ќе се стегнам и во други страни ќе си побегнам. Каде сонцето светло угревјат, каде небото од звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива, и темна мъгла земја покрива. Мразој, снегој и пепелници, силни ветришча и вијулици. Околу мъгли мрази земни, а в грди студој и мисли темни. Не, и не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си летнам и наши страни да си прилетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Таму зората греи душата и сонце светло задвид гората. Таму дарбите природна сила и сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит или ветер сино темнеит. Поле погледнеш или планина, сегде Божева е хубавина. Тамо по срце, в кавал да свирам, сонце на зајдвек, ја да умирам. Секоја чест, дечиња, бевте одлични, а сега ќе ве замолам да им го отстапиме подиумот на вашите другарки Леона, Григорија и Анастасија, кои што во следниве минути ќе кажуваат песни за Македонија. Повелете, девојки, и освоите го подиумот. Македонија, Анте Попов. Тиснете ги тревките и неја ќе изседите. Наслонете се врз каменот и името ќе го чуете. Симнете се во реките и денот со неја ќе ве почисти. Легнете да починете и ноќта со неја ќе ве покрие. Без јазик си никој ништо, видео Подгорец. Родниот јазик е бисерен јердан, од зборови, плодови сочни. Мислите тие ти ги редат во слики јасни и точни. Тој е вруток, непресушен, вечен, низ бистри капки зборови тече. Жубори, клокоти, звони, се лее, кој јасна звезда, секој збор грее. Тој ни е завет од дедовците, како тланикот на огништето. Чувај го како црнка во очите, без јазик си никој и ништо. На татковината, Миле Ангеловски. Овие реки и планини, овие житородни полиња мои, го носат името на земјата, што од срце ја љубам. Ова сино небо, ова сонце бело, со преливи на бои би сакал вечно да ги имам, и денот е убав. Нема стебло, нема лисја, нема ветер, нема лоза бела. Твоето име татковино во нежност да не спие. Сите луѓе чинам што братска љубов делат, а секој нивно срце мислам нежен копнеш крие. Ја допирам ракава на оваа грудка црна земја. Нека и вените мирисаат, од тие тревите дишат. На оваа земја растат карамфили и ситен прнар. Афион, сончогледи, јасики и борови се вишат. Овие реки и планини, овие житородни полиња мои, го носат името на земјата, што од срце ја љубам. Ова сино небо, ова сонце бело, со преливи на бои, би сакал вечно да ги имам, и денот е убав. Да, читам книга, и тоа книгава не ми е за лектира. Главниот лик е девојче, колку мене има години. Читам и како да го познавам девојчето. Тоа е добра книга.
За да не ви изгледам чудна што читам книга, ќе ви кажем зошто е добро читањето. Прво, научно е докажано дека читањето книги не прави поинтелигентни, попаметни. Со секоја прочитана книга добиваме нови информации, знаења и искуства. Тие еден ден многу можат да ни помогнат. Понатаму. Книгите ни ја развиваат емпатијата. Многу е важно да сме способни да ги разбереме чувствата на тие околу нас. Еве уште еден научен факт. Читањето книги го одржува нашиот мозок во кондиција. Колку повеќе читаме, толку подобра меморија ќе имаме. Значи, ако читаме книги, многу полесно ќе ги научиме училишните лекции. Ќе ни остане многу повеќе време за сурфање. И ова е интересно. Знаете ли што го намалува стресот? Не одењето на прошетка, не слушањето музика, туку читањето омилена книга. А за да сонувате нешто убаво, пред спиење никако не сурфајте на мобилниот, туку читајте книга. Слушнавте зашто треба веднаш да ги оставите мобилните и да земете книга. А јас да видам докаде заснав. Не. Y'all ready for this? Повторно сме назад во студио. Како што можете да видите, подиумот е полн, секој е на свој место, имаме 24 флейти, една гитара, разни ударни инструменти, а овој перформанс кој што следува е доказ за одличната соработка помеѓу овие ученици и нивната наставничка Ирена Трајковска. Верувајте ми дека ќе го освојат подиумот со една од најубавите македонски песни, Македонско девојче. Другари, повелете, а наше уживањето. Секоја чест, другари, бевте одлични, а за оние кои што малку подоцна се вклучуваат, мало подсетување дека денеска на подиумот другаруваме со исклучително талентираните вешти и сестрани ученици, кои ова утро ни дојде од основното општинско училиште Вук Караџик од Куманово и иако патува и не толку долго, морам да признам дека дојдоа со енергија поголема од нашата и ни донесоа многу интересни содржини, но денеска ќе имаме можност да поразговараме со нив и за сите оние проекти во кои што се вклучени. За нешто повеќе за тоа ќе ни открие Лела, која што ќе зборува за работата и тоа како функционира нивната ликовна секција, но и за сите оние вонучилишни активности во кои што се вклучени. Лела, повели? Во нашето училиште, освен ликовна уметност, имаме и проекти каде што ги развиваме нашите ликовни можности. Ние работиме со темперни, водени бојци, туш и перце, како и со линорез техника. Исто така, нашето училиште учествува и во разни манифестации и активности. Сега, моите соученички ќе ви ги представат дел од нашите изработки. Само малку. Значи, прво го имаме линолеумот. Да. Ова е... Само да свртиме кон камерата, да можат убаво да видат и гледачите. Ете така. Ова е со колаж. Така, техниката колаж. Да. Потоа... Овој е со туши перце. Така, само ако може да ја свртиш за убаво да видат гледачите што се вие умеете да направите во ликовната област. Потоа што следува? Потоа следува мртва природа. Добро.
Имаш ли ти некоја омилена ликовна техника? Само вака убаво да го свртиме, земи го рачињата. Па би кажала туши перце. Добро. Вие, ти Лела, имаш некоја омилена ликовна техника? Сите ликовни техники ги сакам и ги практицирам. Добро. И ајде ти да ни кажеш што најмногу уживаш да црташ, дали повеќе сакаш да црташ можеби мртва природа, пейзажи или повеќе сакаш да црташ портрети? Портрети. Супер. Да им дадеме аплауз на овие вешти рачиња, кои што се надевам дека и понатаму ќе продолжат да го негуваат нивниот талент. За мене, другари мои, е непоимливо да ни дојдат кумановци на гости, а да не слушнеме како го говорат најспецифичниот и најинтересниот, но и најубавиот дијалект. Ова не го велам случајно, туку го велам затоа што веќе сум на подиум, каде што се Калист, Анастасија и Марта, и ќе ни ја представат драматизацијата Палавре. Па јас, драги мои, ви напоменувам да слушате внимателно, затоа што нема да има преводи, да не биде после дека не сте разбрале. Другари, повелете и освоите го подиумот. Сретнуев се на тумбу две другарке и кад една другу забележисва, уста до уши од смешко разцеписва. Исцеливасва се, загарлисва и лав зафатисва. Куде си, море мила Станике? Спалајмо на Господа, Јаглике. Куде се свираш, куде си била? Под школе, мори сестра мила. Възран сам трчала и за дете памет сам збирала. Туго, зар лошо ти дете учи? Не, друго ме сестра му учи. Много палавре ми кажасва, све у главу ми смешасва. Па да ти речу имаше шардисасва. Терав ме да дам дете у нико насточено образование, викав у njega било своje знање. Ау, разбрате, сестро, и веќе гале ти ga знам. Ама ја ја дам памет, ќе ти дам. Дете и да има волю, не праќај на факултет, на високу школу. Не знам, зборив ми овој време, само диплома чинила пара. О, мори сестро, не ли гледаш дека ти ептен без школу на оде вчара? Јаглике, заш мори збориш тако? Арно, дај да зборим ова кој, кажи ми какве паре згртјав прекупци, набавлячи, продавачи, а млозина не се самоуци. Па не ми е мило, мори дете да ми биде како тие додуци. Ау, сестрице, сакън такој не збори. Не куди, такви се брои како добри люди. Е, па кад викаш такој, кажи у кој бранчу да ga дам. Куде е наерно там? Слушај, облечи му старија линке, напрскај се звар и готов зидар. Тоа ако сакаш од дете голем ќар, зидари највише ги плаќав, па затоа они големе паре ваќав. Јаглике, не ми се свиди. Едно ми е па да га правиме историнка. А што ќе речеш да биде касапин? И тој занат не е половинка. Туго, моје дете да коља. Да коља и да продава, па на пријатели салкартину да дава. О, мука мори, па заш беше касапи да ga дам? Зашли, голем ќар е сестро и там. Месо се крмчи, бите вија, измерите. И сама рече плати, не керлија. Јаглике те убаво ме научи, да Бог да тоста миро да ти тече. Истин, не ти право веќе, мори имаш големо знање. Имам, знање ми е, сестро, големо имање, ама едно ми е жал и за тој се оситив како да сам му кал. По стариот син не ме послуша. Пукнадок инџелер не видна, дескалицу за жену зема и па нема паре и никакво чаре. А моја мало синче ми јалче. Свак ден се спуна осталче. Он продавач, снашка продавачка, а работа никаква ловачка. И жено да ти не остане трв, куќа ги е пуна до врв. Све што да сак ми кажа, ово е капак, па сестра да трчу дом, да кажу, да разбере оној мој. Мужетинка акмак, ќе му речу, што знае нек прави салдете у касапи да углави. Е, па блази си ги на кумановски селјани, па и на дел граѓани, кад преко овакво чаршиско влијање испраќав дечиње овакво насочено работање. Кумановци, како и секогаш, не насмеа сладко, но морам да признам дека и одлично си го владеат својот дијалект, а верувајте ми дека имаат и одлични музички таленти. Ова не го велам случајно, туку го велам затоа што на подиумот ќе ја слушнеме Андреја, која што има одлични вокални способности, а ќе ни изведе една од најубавите песни на Каролина Гочева, Две лири. Андреја, микрофонот е твој и освој го подиумот. Две златни лири ни остави, мојата баба да ме поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неа песна да нарачаме. Живот ми на
svatovi, odavna ti me zaboravi, i da me sretneš nemaš zborovi, ja ti nosam taj fa svirači, stara želba da ne me mači. Sreća ke ti posakam i ke ti naračam za dve liri. Pesna da ti prospori, ke ti pevam od srce so sozi na lice za dve liri. Taga neka izgori. Секоја чест, Андреја, беше одлична. Ти пополека можеш да одиш и да се подготвуваш за тоа што учествуваш и во следната точка. А ние, драги мои, видовме дека денеска другаруваме со навистина исклучително талентирани ученици кои што се одлични музичари, ја негуваат традицијата и се верни чувари на она што ни е оставено во аманет. Но сега ќе видиме дека тие и најмногу уживаат во миговите поминати заедно со нивните пријатели, затоа што, како што ви кажав уште на самиот почеток, дека ќе танцуваме во име на пријателството. Денеска тоа ќе ни го возможат ученичките од 6 до 9 оделение од Основното училиште Вук Караджич. Девојки, повелете, подиумот е ваш. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that is only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that is only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. It's 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that is only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane, here we go again. So don't go look at me with that look in your eye.
сладки дечиња кои што се на подиум, преку нивниот танц ки испратат порака до сите возрастни која гласи дека треба да им дозволиме на дечињата да си останат дечиња и најмногу да се радуваат на детските игри, затоа што кога тие се најсрекни, ние сме уште посрекни. Следниве минути се резервирани за моменти на детската насмевка, детската среќа и детскиот танц. Другари, повелете. Со децата треба мило, што и да се случи, не бидете толку строги, кога помалку се учи. Не бидете толку строги, кога помалку се учи. Не бидете толку строги, кога помалку се учи. Со децата треба нежно, како топол сончев зрак, кога играта ги мами, од утро па се до мрак. Со децата треба нежно, како топол сончев зрак, кога играта ги мами, од утро па се до мрак. Децата треба честно, вистината да се каже, па тогаш ќе биде лесно и не треба да се лаже. Со децата треба честно, вистината да се каже, па тогаш ќе биде лесно и не треба да се лаже. Па тогаш ќе биде лесно и не треба да се лаже. Па тогаш ќе биде лесно и не треба да се лаже. Со децата треба исто, ко со другар или брат, па детското срце чисто ќе порасне за цел сват. Со децата треба исто, ко со другар или брат, па детското срце чисто ќе порасне за цел сват. Детското срце чисто ќе порасне цел сват. Браво за овие најсладки дечиња, а јас во овој момент сум во друштво на Ива, која што веќе 3 години го изучува пијаното. Ајде ка мерите. Ива, ќе може да станеш малку да те видат убаво сите, ете така. Ајде да ми кажеш ти денеска на што ќе ни се представиш? Што ќе свириш? Јас ќе се представам со песната Фонтанко. Супер. И одиш во некое музичко училиште? Да, одам во основно училиште Умо Панче Пешев. Со кого се подготвуваш? Кој ти е наставник? Ирена. Добро. И дали понатаму сакаш да продолжиш да го изучуваш овој инструмент? Да. А колку композиции знаеш да отсвириш? Уживаш кога свириш? Да. Па ајде да те чуеме како уживаш и во следниве неколку минути. Поведи.
Браво за Ива, а ние продолжуваме со класичните композиции. Овој пат ќе уживаме во Ода на радоста, благодарение на Лела, Марта, Анастасија, Леона и Джемаил. Другари, повелете. Детството е најбезгрижното и најсреќното време во животот. Време без грижи, време во кое што играта трае и трае. Слики за детската безгрижност. Илустрациите на Доналд Золан не водат во свет исполнет со среќа и со радости, исполнет со искрени детски чувства. Вакви слики се дело на добар и ведар човек. Слики во кои што детството е прикажано со живи и светли бои. Ги сакам децата. Ми се допаѓа кога им светат очињата од радост, кога го откриваат светот и кога влегуваат во нови предизвици. Волшебен е тој свет, исполнет со вистински возбудувања. Свет во кој што секое ново откритие се претвора во волшебен миг, вели сликарот. Доналд Золан е признат како американски премиер на детската уметност. Неговата работа ја слави радоста на детството, со сите нивни чуда, невиност и љубов. Еве на назад во студио, повторно подиумот е полн со 26 исклучително талентирани музичари кои имаат една и единствена задача и цел да го освојат нашиот подиум и да се представат во најдобро светло преку еврејската композиција Хава Нагила. Па затоа, другари, повелете, уживањето е наше.
ready for this? Ветено сторено, драги мои. Ви кажав дека ќе ви приредиме вистинско уживање и навистина така беше. А тоа се случи благодарение на нашите денешни гости кои ова утро дојдоа од основното општинско училиште Вук Караџик од Куманово. Морам да признаам дека беше прекрасно да се биде во друштво на овие ученици, па затоа со нетрпение повторно очекуваме да бидат наши гости, а на самиот крај ќе ни ги изгреат срцата и ќе имаат интерпретација игрорците од ово училиште и ќе уживаме во кореографијата мијаците. Па затоа, другари, повелете, а вам, драги мои, ви посакувам убав ден и од мене довидување.